Добар ден, почитувани гледачи. Денес ќе поговориме малку за првиот шампион на Македонија, Павле Бидев. Павле Бидев, кој што истовремено 1947 година на второто првенство на Југославија станува и шаховски мајстор. Павле Бидев е роден во Пријеполје 1912 година, но инаку е од делчевско семејство. Школувањето го завршува во Благоевград денешен и интересно за него е што тој сестрано образована личност, би се реколо интелектуалец кој што бил подеднакво добар математичар, професор по математика, исто така и филозоф. Потоа е сличен на вториот во историјата на шахот светски шампион Емануел Ласкер, значи математичар и филозоф, исто така одличен лингвист, професор по германски јазик кој што ги владее течно англискиот и рускиот јазик. Исто така еден од најдобрите познавачи на класичната гитара во Македонија. Значи една богата личност, една сестрена личност за која за жал ние многу малку знаеме, имаме многу малку фотографии, филмовен материјал воопшто и не успеав да најдам. Значи, победува на првото првенство на Македонија 1946 година со 100% учинок. 9 победи од 9 партии. Значи, ги победува сите своји противници на првото првенство на Македонија. Тој резултат го повторува, се мисли шампионскиот наслов, го повторува и наредната 1947 година и како шампион на Македонија настапува на третото првенство на Југославија во Љубљана, каде што ќе забележи 9 поени од 17 партии и ќе го подели 8-то до 10-то место. Многу впечатливи победи ќе има таму на тој турнир, значи турнирот на кој што станува шаховски мајстор, една од тие партии ќе ја видиме на во денешниот шаховски коментар. Значи тој резултат него ќе му овозможи и да игра на Балканијадата истата година, како и во мечот помеѓу Југославија и Чехословачка. Значи, последните години се бави со научно-истражувачка работа, не е толку активен како шахист, но затоа се занимава со наука, со истражување. Многу интересна за него тема била, значи, постанокот на шахот. И за време на шаховската олимпијада ја издава својата позната книга Шах, символ на космосот. Значи, едно издание кое што беше промовирано на шаховската олимпијада, за кое што предговор му напиша и поранешниот светски шампион Макс Еве. Инаку имаме една фотографија со професорот и математичар и шаховскиот шампион Макс Еве. Еве е книгата. Значи, Макс Еве му напиша предговор на 30 на страни, каде што тој се обидува со математички закони и постулати да ја објасни шаховската игра и самиот космос, користејќи го и шахот како некој медиум. Но за да се разбере таа книга, се разбира дека треба многу познавање од повеќе области. Како и да е, ние денес ќе се задржиме на неговото шаховско творештво, односно на победата на Павле Бидев против словенечкиот велемајстор, познатиот велемајстор Васија Пирц. Пирц со белите фигури се отвори со D4, а Бидев одговори симетрично D5, C4, C6. Конј F3, конј F6, конј C3. Дама B6. Бев прилично изненаден кога, следејќи ги партиите на минатогодишниот МТЛ турнир во Софија, Гата Камски играше вака во неколку партии со црни фигури и неговите противници ништо не му може. Тогаш ми беше чуден малку тој потек, всушност тој е стар потек, значи од дамнешни времиња. Павле Бидев токму тој потек го бира во оваа партија, важна за него, против еден од фаворитите
на турнирот против велемајсторот Васија Пирц. Пирц реагира на овој начин. Се смета најпринципилно дека е C5, можно и се и други продолженија. Коње 5 исто така представува еден обид на белиот да игра активно. Значи, на тој начин, со тој потек го оневозможува практично ловецот да излезе, не може ловецот згодно да излезе, затоа што ќе биде под CD5 и дама 4 слаб на дијагоналата. А ако одигра E6, тој ловец долго време ќе биде затворен. И паѓајќи од таквата логика или од самото разбирање на оваа позиција, првиот македонски мајстор промовиран токму на овој турнир, зашто ќе придонела и оваа партија, игра правилно G6. Значи, не ја затвора дијагоналата на ловецот, не губи време да го отвори ловецот, туку подготвува ловец G7 и рокада. И по C зема на D5, повторно точен потек, гледате, коње зема на D5. Тоа е подобро отколку CD5, затоа што тогаш коњот ќе треба да го само да го пази тој пешак на D5. И затоа е за него полезно да ги измени тие коњи. Тоа дозволува E4, но сега имаме замена на C3. Без зема на C3. И повторно точен потек, коњ D7. Че белиот два пати играше со иста фигура, бидев економично, веднаш доаѓа со коњот на D7 и му постава прашање на противникот што мисли да прави со тој централизиран коњ на E5. Практично тој не може да остане на тој централен пост. Сега коњ D7, ловец D7 само ќе го засели развојот на црниот. Белиот се обидува да го задржи коњот на таа позиција, но со ловец G7 повторно црниот се заканува да земе на E5. Сега белиот мора да отстапи, тој игра најактивно, тоа го прави со темпо, коњ C4 со напад на дамата. Дамата се враќа на почетната позиција. Дама D8. Сега за Пирц беше најдобро да ја осигура таа положба на коњот на C4 со A4. Тој одигра ловец E2. Сега можеше веднаш B5, но тој прво направи рокада. Повторно белиот можеше А4, вака, по ова замена на љубезности би рекол. Црниот игра правилно Б5. Идејата е по коње 3 да го спроведе тој централен ослободувачки потек Е5. Сега важен момент во партијата, дали белиот ќе попушти во центарот или ќе се повлече. Заслужуваше внимание ловец Г3, че да ја задржи белиот напнатоста во центарот, на што нашиот мајстор би имал повеќе можности како да ја развива својата контраигра. Еден можен потек е Х5, друг исто така со притисок на D4, принципиелен потек би бил потекот дама B6. Гледате, сега 3 пати ја нападнат пешекот на D4 и по D5 коњ C5 сега го напаѓа E4 пешекот црниот и има навистина многу пријатна позиција за играње. Сега на дама C2, F5. Сите црни фигури се добро поставени и црниот практично има иницијатива. Словеничкиот велемајстор Пирц зема на E5, Д зема на E5, но сега црниот коњ на E5 е силна фигура. Сега завршницата за белиот се разбира не е добра, затоа што тој мајоритет и таа воопшто подобра пешачка структура ќе определи позицијата во полза на белиот до крајот на партијата. Значи, белиот ќе мора многу тешко да работи без гаранција дека ќе ремизира. Тој се обидува на овој начин. Дама на C2, а црниот
професорот Бидев ја развива и својата последна неразвиена фигура, белополниот ловец, кој доаѓа на природното поле Е6. Гледате, има добра контрола и на С4, има притисок со црнополниот ловец по долгата диагонала, додека белиот има слабости во пешачката структура, тој со А4 се обидува да се ослободи од едната своја слабост. А4, А6, имаме замена на Б5, А зема на Б5, А зема на Б5, топ А8, дама А8, дама Б2. Сега белиот сака со топ А1 да ја запоседне отворената А линија, но Бидев токму навреме стига тој да биде газда на А линијата. Значи со дама А4 го добива потребното темпо, напаѓајќи го централниот пешак на Е4, кој што мора да се брани. Значи нема време за топ А1. А по дама Б4 црниот доаѓа со својот топ на отворената А линија. Јасно е дека Бидев го надигра својот голем противник, но од предност да се дојде до добиена позиција, тоа е долг пат. Треба да се игра многу точно и прецизно. Топ Д1, значи кога не можеше на А, белиот оди на Д линијата, а Павле Бидев го напаѓа тој топ. Тој треба да се изјасни и тука се чини Пирција прави таа грешка. Тој остануваше во игра со активниот потек топ D6 и позицијата на црните е само минимално подобра. Но ако не се погреши, тогаш никогаш нема ни да се загуби шаховска партија. Нели? Пирц одигра по пасивен потек, топ Е1 и сега доаѓа во послаба позиција. Сега ќе видите како силно ќе игра македонскиот мајстор од тука па се до крајот на партијата. И до овде се разбира играше примерно. Дама зема на Б4, С зема на Б4, топ А4. Гледате, тој пешак не може да се брани. Згодно. Топ С1, единствен потек. Топот зема на Б4. Сега за да воспостави материјална равнотежа, белиот мора да земе на Е5. Ловец Е5, ловец Е5. Топ С6. Гледате, позицијата прилично се упрости, но црниот има предност која што е речиси решавачка. Значи тој има два ловци, црнополниот ловец е многу силен, има опасен слободен Б пешак. Гледате, и сите фигури стојат како што треба. Сепак потребно е многу добра техника за да се добие оваа партија и да видиме како умешно ќе ја игра оваа позиција првиот македонски мајстор. Значи по топ C6 ловецот доаѓа на полето А4 за да си го брани пешакот на Б5. Сега топот напаѓа на Е4. Сега тој пешак не може згодно да се брани. Директно белиот ќе мора индиректно да најде индиректен начин да го одбрани истиот. Топ С5 со напад на ловецот.
меѓу потек, топ на B1 шах. Конјот се покрива, конјот го покрива кралот, ловец D4 се напад на топот, топ D5, ловец B6, топ D6, ловец C5, топ D5 и сега топ C1. Гледате, Павле Бидев ја стабилизираше позицијата на ловецот на C5 и сега тој е подготвен и да тргне со својот опасен безслободен пешак. Што може белиот да направи во меѓувреме? Тој не може да направи нешто, речиси ништо, мора да ги спречува непосредните закани. Топ D8 шах, крал G7, топ A8, за да спречи B4. Но црниот има и други адути. Гледате, белата точка F2 е потенцијално слаба, исто така и првиот и вториот ред во таборот на белиот и тие своји предности Бидев ги користи со прецизна игра да ја конвертира својата предност во многу важна значајна победа. Значи тој игра во оваа позиција топ C2, го напаѓа ловецот, а ловецот ако отстапи, тогаш топот ќе земе на F2 со моментална одлука, затоа Пирц го брани својот ловец со коњот, а Бидев веднаш H5 за H4 да го нападне коњот кој што го штити ловецот. H4. Сега, гледате, ловец E7. Нападнат е пешекот на H4. Ловец F1. Ловец зема на H4. Така, нашиот мајстор, значи својата позициона предност сега ја трансформира во, ја преобразува и во материјална. При тоа сите плусеви неговата, сите позициони плусеви во неговата позиција остануваат. По ловец H4 белиот со топ B8 напаѓа на B5. Црниот си го пази својот адут. Топ B2. Топ B7. Сега сите црни фигури стојат добро, затоа Бидев искусно ја подобрал положбата и на својот крал. Гледате, белиот не може ништо активно да превземе. По крал F6 тој игра коње 2. Гледате, црниот може во било кој момент кога ќе сака да земе на G3 и да почне да го движи својот Б пешак, кој што станува исклучително опасен. Ловец C2, B3, топ B1 и тој пешак ќе отиде во дама. Дали во меѓувреме ќе го загуби пешакот на F7, за црниот не е толку важно. По коње 2 веднаш следи напад на тој коњ. На E2 се ако се врати, меѓу другото црниот може да земе и по FG3 велам B4. Коњ на C3 беше изборот на велемајсторот Пирц, но ловец F2 шах, крал H2. Сега ловецот доаѓа на диагоналата C8 H3. Сега ако белиот земе топ B5, тогаш ќе следи замена на B5 и понатаму крал E5 и тоа е лесно добиена завршница за црниот со двата силни ловци, а белиот со два слаби пешаци, наспротив сите три црни здрави пешаци, брзо ќе биде загубен и E4 пешакот и со два пешаци повеќе црниот ќе ја добива таа завршница рутински практично, но и начинот на кој што се бранеше Пирц се разбира дека нема да ја продолжи партијата уште многу потези.
Тој игра на овој начин. Конј d5 шах, крал e5, топ зема на f7 и сега уште еден одличен потек. Гледате h4. Значи тој пешак на e4 нема е потребен никому. Сега нашиот мајстор Павле Бидев сака да спроведе матен напад. Негови фигури се многу активни. По h4 топ на b7, ловец g3 шах, крал g1, сега повторно најдобар потек, ловец e2. Не толку да брани на b5, колку што сака топ b1. Нели ловец e2, топ e2, црниот атира со наредното топ e1, а ако сега белиот одигра конј c3, тогаш ќе замена на f1 и по крал f1 b4. И понатаму и крал e4, b3, јасно добиена позиција. Во партијата следеше по ловец 2, уште конј 3, со топ b1, дефинитивно го подврза белиот, кралот нема каде, едниот потек го напаѓа коњот и освојува. Значи по топ е крал e4, пирц се предава, а Павле Бидев освои значаен поен, значаен бод, кој што ќе му возможи добар пласман, а кој што е добар пласман ќе му ја донесе и титулата прв шаховски мајстор на Македонија. Последните години живее, велам, повторно доста повлечено. Умира во Игало во 1988 година. Ова е, гледачи, значи беше наш обид да се запознаеме малку со играта на првиот македонски мајстор Бидев, за кој што нема многу материјали, нема многу партии, дури и во големата шаховска база Chess Base, значи ги има неговите партии само од првенствата на Југославија во 1946 и 47 година, значи околу 30 на партии. За жал немаме ниту една од првенствата на Македонија. Да повторам уште еднаш, бил 4 пати првак на Македонија, 1946 47-та, потоа 1949-та и 1952 година. Со тоа ќе го завршиме и денешниот шаховски коментар. Почитани гледачи, ви благодарам за вниманието и ви посакувам пријатен ден.